Добро вечер во анализа, добро вечер за моите гости, Стефан Андоновски, ВМРО ДПМН, Едмон Адеми од СДСМ и Нано Ружин, екс-амбасадорот во НАТО, го имаме на Скайп. Нано, добро вечер и за вас. Добро вечер. Ви благодарам што сте тука, гости на анализа. Ја извадивте маската? Да, мислам дека имаме доволно дистанца. Да, се и во ред, се разбира. Одиме прво со Ихан Чучук. Едмон Адеми имаше веќе средба со него, известувачот за Македонија во Европскиот парламент. Прилично меки и пријателски тонови, како и секогаш сушност, со пораки дека треба да се негува пријателството, да се заборави историјата и така натаму. Но јас би го цитирала членот на Историската комисија на Бугарија, Кирил Топалов. Не кореспондираат неговите пораки, всушност се прилично остри, за разлика од Чучук, што вели: македонците не треба да се надеваат дека по изборите Борисов или кој да е победник ќе заземе друга линија. Ако се смени линијата, тоа е политичко самоубиство, мисли на Бугарија. А таа линија е национално историско достоинство повторно за Бугарија. Ајде, Адеми, ви имавте средба со Чучук. На што го темели својот оптимизам? Немав јас лично со него средба, него бев присутен на средба, премиерот, официјална средба што имаше со европратеникот Чучук. Практично, господин Чучук е европратеникот Чучук е, можам да кажам, голем пријател на Република Северна Македонија и неговите ставови во минатото и денес практично се на линија на тоа дека историјата и она што и вчера он го кажа и во јавност, ако не се лажам, дека историјата мора да се остави на историчарите, а политичарите треба да се грижат за сегашноста и за иднината. И дека соработката, односно враќањето на довербата во договорот за добрососедство е клучно и важно во надминување на, да речеме, на ова ситуација во која што се најдоа двете земји. Но дали се тоа празни зборови? Па не се празни. Колкава е моќта, знаеме дека Европарламентот нема некоја сериозна моќ. Пред резолуција сме практично во Европарламентот. Значи, јас очекувам дека со резолуцијата во Европскиот парламент, која ќе биде сега во март, која се однесува на нашата земја, практично ќе се констатира она што цело време го збориме, а тоа е дека не сме и не треба да има билатерализација на процесот, преговарачката рамка со Европската унија. Тоа беше позицијата и на европратеникот синоќа Чучук. Тоа е позицијата, да речеме, и на многу земји членки на Европската унија. Впрочем, обидот на Бугарија да вгради интерпретацијата на историјата во заклучоците во декември не помина токму заради позицијата на другите земји на членки дека сметаат дека историската интерпретација не е работа на Европската унија, не е работа на политиката, тука е работа на науката и историјата. Словачка и Чешка беа прилично остри. Они беа највокални, но и другите земји членки имаа подеднакво сличен или приближно ист став по однос на прашање на внесување на историјата, преиспитување на историјата, како сегмент кој треба во иднина, затоа што Европската унија е свесна дека едно такво нешто може да ги искомплицира не само односите во регионот и проширувањето, може да ги искомплицира односите и во самата Европска унија, земјите членки. Но особено Балканот. Така да по таа линија јас очекувам дека Европскиот парламент во март, сега кога ќе ја донесе резолуцијата, ќе биде на линија на тоа дека не сме да има билатерализација на процесот на евроинтегрирање во случајов на преговарачката рамка со Република Северна Македонија. Да, може, Андоновски, се согласувате ли со оваа варијанта? Оптимистичка. Прво да поздравам посетата на европратеникот и добро што направи посета со поширок круг на актери. Се сретни со претседателот Мицковски вчера и ми се чини дека тоа е позитивен ангажман на Европскиот парламент. Но што тоа значи за нас? За жал, не значи ништо кога имате влада која што не се работи домашната задача.
И тука имаме два текови Што или две зависи? слики на огледалото. Да, што зависи од владата? Едната страна на сликата е Бугарија која ги збива своите редови, носи декларација во бугарското собрание малтене едногласно. Сега подготвена е бела книга за бугарските ставови кон Македонија, во кој што македонскиот јазик се нарекува скопска норма, но таа не е изолиран акт на некој си актер внатре, туку таа е поддржана од рецензенти од Бугарската академија на науките и тука гледаме едно збивање и категорично поставување на работите. Од друга страна, нашата влада, другава страна на сликата, е едностранен екзибиционизам. Влегува премиерот сам во преговори, разговори, чудни интервјуа, па се повлекува, ретерира, па председателот Пендаровски станува неук, невешт, неискусен политичар, па потоа се ретерира и од тој став. И не ги слуша ставовите на ниту една од засегнативе страни внатре во држава. Немаме бела книга на Ману поддржана од владата, немаме национална стратегија на државата Македонија сите заедно, посреди која би застанале сите заедно, туку влетува во еден екзибиционизам, па што се случи, нека се случи. И на крајот од тој екзибиционизам имаме едно чудно очекување дека некој од надвор ќе ни ја заврши домашната работа, Чешка било или Словачка, Унгарија било или европратеникот. Но искуството на оваа земја е секогаш дека надворешниот притисок всушност е одлучувачки. Свесни сте за сите тешки прашања, така завршува. Би бил одлучувачки надворешниот притисок, ако во Европа не се случуваше еден процес кој што и вие добро го знаете, веќе со години се случува, тоа е замор од проширувањето. Но вие, да се изразам сега со речник на социјалните медиуми, правите буст на тој замор од дома. Зошто? Имате корупција на највисоко ниво, која што не се случила во европските држави, никогаш, и имате пат на тие ранкинзи. Втора работа, соработувате со антизападни ликови и им давате пола Тетово, например, им го давате да градат, комплетно антизападни ликови, кои што европјаните знаат дека се антизападни. И трето, имате тотална неодговорност на ниту еден владин функционер за тоа што го прават. Ден Дончев сакате, Лидија Димова сакате, било кој од скандалите поврзани со Драги Рашковски сакате, никаква одговорност. Ако вие имате замор од проширување од една страна од надвор, но вие му давате спонзориран ефект од внатре, не правејќи ништо, ефектите се многу очигледни. Ние сме застанати, јас тоа реков, застанати сме до зидот. Или е асимилација, или е интеграција. Добро, ајде дека нека одговори. Тоа слично изгледа како Скопје 2014 со грчко-македонскиот спор. Така е обвинувате сега владата на Заева. Значи, освен што нема градба. Да, нема градба, да. За среќа, античка. Колегата Па од не би ВМРО, рекло филхармонија дека за среќа. колегата од ВМРО ДПМН си го прочита говорот, окей, фајн. Што си го запишал? Прашањето за идентитетот, македонскиот идентитет, македонскиот јазик се прашање за кој не дискутира. Нити сме дискутирале, нити ќе преговараме. Но факт е дека бугарските политичари постојано го ставаат тоа на маса. Бидејќи спомнува бела книга, јас можам да ви набројам стотици бугарски интелектуалци од Бечев, Ана Крастева и многу други кои пишаа јавно писмо кои не се согласуваат со ставовите на официјалната бугарска политика. Така да не можете да гледате еднострано. Не можете да гледате еднострано. Друго прашање, како тоа секогаш кога Каракачанов ќе искача со изјава, нов договор, анекс на договор, утредната го имате Мицковски, кој ги бара подеднакво истите работи што ги бара Каракачанов. Прашањето е за кого? Тоа е лажна вест. За кого господинот Мицковски работи? За Македонија? За интересите на македонската држава или за интересите на Каракачанов? Така да во тој дел можеме да ви директно. ја те изслушав до крај. Јас на почетокот да мора се директни лажни вести кои што се споменуваат. Да, добра, ајде една по една точка. Вие сте експерти. СДСМ беше она кој што го криеше. Вие сте за лажни вести стручњаци. И тоа го Добро, нека одговори, аде. Ама ја не го завршив. Ама не завршив јас. Ја не завршив. Вие две поенти ги завршивте. Не сум завршив, зашто што се однесе до лажните вести. Немојте само еден врздух, ве молам. Нека заврши едно по едно. Да, јас го изслушав до крај, мислам дека многу културно, многу. И очекувам подеднакво исто да бидам испочитуван до крај, ама не ме изслуша, ама ја не завршив. Пласирате лажни вести, па ти морам да реагирам. Добро, се вознемери Андоновски и да завршиме со тоа.
не ти влегов во збор, да чекав да завршиш, за да ти одговорам аргументирано. Да. И ако Велете, збориме сега како што треба да си оставиме простора. Тоа е едно. Втора работа, кога збориме за лажни вести, вас ве дефинира во извештај на Европскиот парламент дека сте партија која шири лажни вести. Така да не ми збори. Бидете честен кон македонската јавност. Ги спомнуваш Чешка и Словачка. Па Чешка и Словачка ве го демантира вашиот подпредседател, кој без трунка срам излезе во јавност и вика Чешка и Словачка заради ВМРО ДПМН тоа го направија за да го демантираат него. Така да немојте да ми кажувате колку вие сте реално загрижени за иднината на државата. За да не зборам за други елементи, можеме понатаму во дискусијата да ги Имате ли реплика друга или може Антоновски да ви реплицира? Адеми? Може, слободно. Ајде, ве молам, Антоновски, да. СДСМ лажеше дека не постои дополнителен анекс на одлуките од Советот, кој што го извади во МРДПМН. Видовме дека има, во кој што Бугарија вели додека не ги решите прашањата историски, не признаете за јазикот, ние зелено светло не даваме. Мене во емисија ме нарекоа дека ширам лажни вести, затоа што го споделив тој анекс. ВМРО ДПМН објави дека ќе има дополнување на договорот со Бугарија. Исто така бевме обвинети дека шириме лажни вести. Дополнувањето? Не ме прекинувате сега, Ама сега кај е дополнувањето? Вашиот премиер кажува дека ќе има дополнување, дека анексот треба да се почитува. Вчера изјавата. Јас ќе се задржам на факти. Не, те молам биди прецизен што кажал премиерот. Акцијскиот план и анекс сосема две различни работи. Да. Не знам дали се различни работи. Па не сме ги виделе појавно затоа што вие ги криете и нив, како што ги криевте сите други документи. Апсолутно не ги криеме. Сега да завршам ако можем. Пошто ми влегувате во има разлика, да. Затоа што се подготвував за емисија, си запишав. Во 2018 година господинот Адеми од позиција на министер за без ресор за дијаспора вели до крајот на годината носиме закон за дијаспора, стратегија и акцијски план за дијаспората 2018 година. Тогаш во истата емисија се фали дека инвестиции ќе донеле од дијаспората и многу е добро вака 3 години после тоа интервју да одговори колку инвестиции во средства, во бројка на фирми донеле од дијаспората со тој член 33 од Законот за привлекување финансиски инвестиции и дали е лажна вест дека донеле или не донеле закон. Понатаму во меѓународната сфера, затоа што мислам дека е таква неговата позиција. А едно по едно нека ви реплицира. Две-три се за да му дозволам. Ама едно по едно нека реплицира, нека одговори. Например, Законот за надворешни работи. Ветувањето беше 2016 година дека за 6 месеци носат закон за надворешни работи. Новиот министер Бујар Османи им го повлече нивниот закон. Сега информацијата моја говори дека законот е готов во Министерството за надворешни работи, но нема политичка поддршка од СДСМ тој нов закон да биде донесен. И еве и трета нека биде, например, зошто не функционира конзулатот во Чикаго. Вие сте за дијаспора, таму е голема македонската дијаспора. Јас сум се сретнал со бројни наши иселеници во Чикаго. Зошто нашиот конзулат не работи кога позицијата е веќе пополнета и дали конзулот е во Скопје наместо во Чикаго, иако позицијата е веќе пополнета, се работи за висок семејството на висок функционер од вашите коалициони партнери. Ова како хиеринг изгледа. Едно по едно, ајде. Јавноста интересираат овие прашања. Добро. Имам уште. Нема проблем. Кога ти ги напишале прашањата? Не, сам си ги пишувам. А, сам ги пишеш, добро. Да. Јас се подготвувам за пошто спомна за дијаспора, за разлика од ВМРО ДПМН, СДСМ е првата влада, односно во партија која за прв пат постави министер задолжен за дијаспора. И го укина министерството. Сега, дозволи да ме праша, сега биди коректен. И вие бидете коректни во одговорите. Па еве, ја... Нема министерство за дијаспора повеќе. Значи, прв пат постави министер задолжен за дијаспора. Во мај 2019, извинете го, памтев името? Стефан. Во мај 2019 донесена е државна национална стратегија за соработка со дијаспората. Малку да прогуглавте, ќе видовте. Законот каде? Законот е следен и се работи сега во рамките на Министерството за прво носи стратегија. Дијаспората е важна за надворешната политика. Да. Само ако можам да одговорам, да. Значи, пошто спомна. Стратегијата е прв таков стратешки документ донесен од независноста до денес. Вие, за разлика од нас, ја злоупотребивте дијаспората само
за партиски Јас изборни не сум цели. употребил за ништо. Па ти си го мора да помане, не сум јас. Јас не сум бил на функција во времето за кое зборувате. Сега ако ја ти кажувам Па за не можам јас да партијата, сега одговарам. ти ја Тогаш јас да ви речам за комунистичката партија, како ти ја се представуваш однесувала. партијата. Тогаш и вие представувате комунистичката партија. Твојата партија за овие. Ама јас зборувам за ваше ветување лично. Закон за дијаспора до крајот на годината 2018. Имаш стратегија државна донесена. И во стратегијата и тоа е поддржана со поддршка на ИОМ. Знаете ли што е ИОМ? Ова прашање до мене? Да. Да, знам. Што е? Па не треба да ви одговарам јас. Не треба. Значи ја може треба ти немаш ме. Добар. Со Меѓународната организација за миграција. Со седиште во Женева. Таа стратегија како таква во себе содржи 4 столба. Првиот столб е дипломатско-конзуларните представништва. Вториот столб е економскиот сегмент, третиот столб е образование, четвртиот столб е култура и културна Ама наследство. закон нема. Исто и во Чикаго конзулатот. Ве молам, ајде да одиме, да. Ама не сега, Адеми. ама ме праша за Знам дијаспора, дека ве ја имам за праша. дијаспора многу да му зборам нему. Знам. Да, Знам дека ве праша. за Дека беше можам многу да му успешна зборам. работата, затоа нема повеќе Апсолутно, министерство апсолутно. за... Да скратиме Апсолутно. приказната. За дијаспора можам да ти зборам 3 месеци. Може да Затоа што зборите- вие можете да зборите вие за се со месеци, за- вие не работите, тоа е проблем. За Инаку дијаспора, за зборење знаеме дека сте за експерти. дијаспора можам Нема да ти проблем. зборам 3 месеци, затоа што тоа што затекнав во дијаспора, од тоа што вие сте го правеле, такви поделби, по вертикала, по хоризонтала, Ама укинато ви по министерство. злоупотреби. Може ли? Ама вие немате ништо немавте делите. министерство Ама- воопшто. Па и сега нема министерство. Ама вие немавте Ама и сега нема а министерство. толку многу се А во колневте. МНР така е да- смален на нивото од директорат на сектор. Јас ќе ве прекинам сега, окей, ајде. кога сме веќе кај дијаспората, има една политичарка, европарламентарка, вчера Одлично, разговарав со незе, таа не е дијаспора, се разбира, со македонски корени, можеме да одиме со краткото парче на интервју. И моето прашање ќе биде што со таа поддршка од Словенија која ќе биде председавач на ЕУ? Што ќе добие Македонија? Но прво да го видиме тоа парче. Но како гледате на барањата за ревизија на историјата, на личностите, на настаните, за непризнавање на македонскиот јазик, македонскиот идентитет? Има ли шанси тука да дојде до некаква промена на ставовите на Бугарија и европски да почнат да се однесуваат? Јас на тоа гледам искрено, ќе ви кажам, со гадење, затоа што тоа е срамота. Јас мислам дека македонската држава стварно направи се, ама се, што се барало од неа, значи го промени и името и сега ние мораме да ја убедуваме Бугарија, која што цело време, барем така кажува, се залагаше за земјите на Западен Балкан, за нивниот европски пат и сега токму таа држава тој пат го блокира без основа на факти. Не може историјата да се менја, не може да се тргува ниту со македонскиот народ, ниту со бугарскиот народ, ниту со двата јазика или двата идентитета, затоа што мислам дека поради ова не смее веќе да страда еднината на еден народ, во овој случај македонците и македонките, кои што само сакаат да живеат подобро, ствари заслужуваат да живеат подобро и вакви прашања не смеат да се користат за зголемување на национализмот, па и ни за зголемување на евроскептицизмот и мислам дека блокадите и недостатокот на диалог и недостатокот на едно основно почитување, стварно основно почитување нема да доведе до ништо и ништо нема да се реши вака и само може уште полошо да се направи. Добро, Јовева, смитате ли дека е можен западен притисок? Се очекуваше притисок од страна на Германија за време на нивното председателствување. Имаше прилично високи тонови од страна на Словачка и Чешка. Но некои земји, еве и Словенија, молчеше. Има ли шанси сега некој притисок да се направи кон Бугарија? Да, мислам, притисок како таков веќе постои и формално и неформално. Значи, не смееме да заборавиме дека Европскиот парламент заедно со уште 26 земји членки од 27 за започнувањето на преговорите кажа да. Сега, колку притисокот конкретно може да помогне на нешто што е билатерално е малце
компlicirano прашање, ама проблемот е што билатералните работи не смеат да се користат за блокирање на една земја што влегува или сака да влегне во Европската Унија, и уопште не требаше да се дозволи тоа да се случи, и билатералните прашања не смеат да се користат како блокада на пристапните преговори. Билатералните проблеми секако морат и можат да се решават, ама одвоено од пристапните преговори. И другите земји членки имаа проблеми билатерални со соседите во преговорите, но сите да беа толку упорни, а особено упорни на некакви неправдени аргументи, Европската Унија никогаш немаше ни да достигне до 27 земји членки, и секако постои притисок, веќе постои, како што кажав, врз Бугарија, а прашањето е само кога таа ќе стивне, кога ќе попусти. И мислам дека тоа ќе се деси после изборите, а постои лобирањето веќе сега, формално, неформално. Бугарија нема поддршка за ова што го прави во Брисел. И да не кажете дека нон-стоп ја критизирам владата на Јанез Јанша, јас кажувам го се искрено, па и тука морам да кажам дека мислам дека Словенија, кога ќе го преземе председателството на Советот, тоа ќе се случи за неколку месеци, мислам дека ќе стави стварно голем фокус на ова прашање. Да. Добра, ајде, може ли да одиме со коментар на Нано Ружин? Прилично беше тука бурно во студиото, да ги омекне малку страстите. Ружин, како изгледа овој словенечки оптимизам, Ружин? Што со него може да се стори? Би сакал дискутантите да ги поздравам и да им честитам, независно што со некои ставови не се согласувам, сепак ова дебата има ниво и квалитет, и затоа се надевам дека во истиот стил ќе продолжи понатаму. Во однос на прашањата, убаво е кажано дека проблемот е дипломатски, а не од аспект на историја и така натаму. Значи на историчарите да им оставиме тоа што треба да го направат. А кога е дипломатски, секогаш треба да се бара дипломатски излез од оваа состојба. Тоа значи дека дипломатот секогаш лошите работи е должен да ги представува на пофин начин, не на така груб начин, да бара компромис, да наоѓа решења. Но таа е политичарка, Ружин. Да, меѓутоа, знаете што сега политиката малку е погруба, малку е директна, некојаш навредува и така натаму. Додека во дипломатските води малку поинаку тоа се чита, се случува. Точно е, се согласувам со ова се предизборни работи. Јас сите овие работи, од оваа бела книга па преку сите оние изговори и осуди на Каракачанов и останатите, ги гледам како не бит црна кампања, која што убеден сум ќе стивне, иако некои кажуваат не се залажувате дека по изборите ќе се смени нешто. Па валјда нема да ни кажат не, ќе признаат практично дека нема да се смени. Нормално дека тие ја тераат таа теза, но мислам дека може да се најде солуција, може да се најде заедничко решение, и убеден сум дека не само под влијание на Европската Унија, за која иначе имам доста критични сваќања во однос на решавање на такови проблеми, мислам дека и во Бугарија постои сила и расположение ова прашање да се реши. И убеден сум дека истото ќе се реши. Добро. Ајде, објаснувањето околу не дојдоа бугарските вакцини, има објаснување, Захарија вели дека нема доволно, едноставно нема доволно и за Бугарија, не па за Македонија. Но и заради тоа всушност се сврте Заев и Македонија кон Вучич и Србија, што прилично беше изненадувачки, познавајќи ги високите тонови во минатото на релација Заев-Вучич. Видите, немате тука факт е дека ситуацијата со вакцините генерално во Европа заради недоволната динамика на производство на Pfizer. Гледате дека се жалат сите, председателката на Европската комисија практично беше ставена на
во парламентот, во Европскиот парламент под силни критики заради менаџирање, односно организирање на сето она што значеше дистрибуција и не само во Западен Балкан, туку генерално и кај земјите членки на заради одбивањето и Да. одбивноста Така. кон руските Така. и кинеските вакцини. Тоа е вистината. Значи, и на таа линија беше и Заев. Во принцип, како влада, како немаме предрасуди кон ниту една вакцина. Сметам, тука немате тука политика. Тука Но имате, има. Тука имате, Адеми. дозволете Да, да завршам. да. Тука имате елементи на дали е Ефикасна и безбедна Да. или не. Да. Вакцината Pfizer беше првата вакцина која ги исполни сите стандарди согласно ЕДА, односно Европската агенција за лекови, ЕДА. Да. Другите вакцини, дури сега пред недела дена AstraZeneca Оксфордската се помина низ тие процедури. Ниту кинеската, ниту руската не помина. Не се поминати, Не да. се поминати. Сега И тоа оди на ризик на земјите членки. Така. Може да се земе, но ризикот останува. Така да ние како влада немаме никакви предрасуди пред никого. Меѓутоа, апсолутно фактот дека еве со Sinopharm ќе набавиме 200.000 кинески вакцини, тоа го покажува. Меѓутоа, факт е дека фокусот на цела Европа и на целиот западен свет Свртен кон Pfizer. западните вакцини. кон Pfizer, затоа што прво научно, здравствено, како сакате, ги поминаа сите тие три Нема фази. клинички испитувања доволно за руските вакцини, Да, на пример. Да. Така да, тука тоа што производството Добро. затај, тоа го чувствуваат сите земји членки на Европската унија и Америка и другите сите оние кои што вклучуваат Да. договор со Pfizer. И чинот на председателот Вучич кон донацијата на 8.000 Pfizer вакцини. 4.000 Добро, за тоа е почеток. делот 8.000 пакетот. Да, делот да, 8.000 да, првата пакетот е доза. чисто пријателски чин на добрососедство кој што верувам дека да бевме и ние како држава во можност да ги имаме вакцините подеднакво исто ќе помогнавме било на Србија, било на Албанија, било на Косово, било на Бугарија или било кој. Така да тука не треба ние во Балканот навикнати сме секогаш да гледаме со очи од потаха од кого зема, што зема, значи Треба со се него биде е. буден, но во ваков случај но ова е знак на овде се работи, пријателство овде и се работи солидарност. за солидарност, да. Може ли да одиме со реклами и да продолжиме? Може. Благодарам. Одиме со реклами. Добро, одиме со дебатата. Стефан Андоновски, факт е дека Заев попушти, претходно се повикуваше на НАТО членството, како и НАТО и ЕУ земјите што одбиваа руски и кинески вакцини. Но реалноста, да ми кажа, е дека нема доволно дистрибуција, нема доволно производство и вакцините на Русија и Кина стана инструмент на политичка моќ. Ако во бројката за корупција сме во друштво на Ел Салвадор, Монголија, Панама, тогаш во делов со вакцини сме со Алжир, другите афрички Австралија, држави, Нов Зеланд. Монголија и така натаму. Што и тие почнаа пред 2 дена да И се Јапонија. вакцинираат. И И Јапонија, да. проблемот во овој случај е што мене ми текнува еден слоган од кампањата на СДСМ за изборите беше подготвени го дочекавме ударот. Проблем е што подготвени сме само во пиар и во маркетинг агенции кои што го покриваат тој пиар, а во пракса не сработуваме ништо. Дипломатски извори октомври, ноември месец веќе на големо зборуваа дека на владата ја е понудено да нарача вакцини од една од производителите, но владата воопшто не одговарала на телефон и тука ќе се надоврзам и ново за Словенија што беше дискусијата пред кратко. На 2 пати Словенија излегува во пресред. Првиот пат по посетата по повикот на председателот Мицковски за помош во медицински персонал, освен што донесоа материјали, еден авион помош во екот на кризата, понудија и медицинска помош, требаше министерот да се слушне и да привлече, да ја договори таа помош, ништо не се случи. Истото се случува и сега после посетата на председателот Мицковски, повторно имаше повик, јавете им се на луѓето, можеби можат да ни помогнат, расположени се да се дискутира. Од нашава страна нема ништо. Не можеше Се Мицковски плашам. тоа директно да го договори? Мицковски, ВМРО, ДПМН не ја представуваат државата во моментов формално и затоа не можат да договарат ништо на ниво на држава
Тоа го има власта на Зоран Заев и екипата Венко Филипче и една цела компанија. Убедливо сме најлоши во вакцинирање. Ми е жал што никој не го забележа моментот дека изгубивме повеќе од 3000 луѓе. Пред некој ден таа страшна бројка ја надминовме. Тоа се 3000 семејства кои што имате еден човек помалку, односно недостасува еден човек од семејството. И тоа е една жална слика затоа што немате сработување. За сега да се доведеме во ситуација да Заев се заблагодарува на човек кој што го нарекуваше антизападен националист, да му се заблагодарува на милостината и да чека сега втората милостина од Србија или првата милостина од Бугарија. Тоа е милостина. Зборуваме за Вучич, кога говориме за националистот. Затоа што во 2017 Заев на едно интервју отворено рече тоа е националист и купува домашната јавност со национализам кога има потреба за тоа. За сега повторно да ретерира, ама знаете, тоа веќе сме научени. Проблемот на крај е дали оваа власт не сака, не знае, неспособна е, или е ова стратегија да не држи во еден клинч да кризираме за да таа полесно Немојте владае. да кризираме Јас не би сакал не би сакал жаргон. Криза е. Да. Кризна состојба е сега прогласена. Не гледам ефекти од кризнава состојба што е прогласена. И тоа е интересно прашање кој што може би треба да се отвори. Ајде, говорете му на Андоновски околу кризирањето. Ја мене веројатно и Стефан и јавноста се сеќава на изјавата на господин Мицковски во февруари 2020, кога тврдеше дека СДСМ ја измислила короната само за да ги одложи изборите. Добро, интересна изјава. Да. Февруари 2020, повторно неточно пренесено. Да, февруари 2020, вика СДСМ ја измислила короната и ја користи короната за да ги одложи изборите. И повторно денеска го слушаме ВМРО-ДПМН, вика СДСМ неќе намерно, односно подпредседателот на ВМРО-ДПМН, намерно да ги вакцинира граѓаните за да не се организираат протести. Тоа се мрачен политички ментален склоп во кој што вие никако да излезете. Дозволи. Вакцинирајте ги луѓето. Донесете вакцини. Дозволи да одговора. Така да, прво, второ, јас го разбирам и ја разбирам нервозата на Мицковски, затоа што се помалку и помалку пријатели има надвор во светот и во регионот, може би еден-двајца што му останале. И фактот и елементот и поддршката, солидарноста на Србија и председателот Вучич се обидува да ја омаловажува, и тоа не е добро за државата и не е добро за него како лидер на опозиција. Но го разбирам дека се помалку и помалку пријатели има надвор, затоа што едно збори надвор, друго збори пред членство, трето збори у јавност и веќе никој не го сваќа сериозно. За Словенија поддршката, не само Словенија, и Норвешка, и Словачка, и сите други земји, сето тоа беше поддршка преку НАТО системот. НАТО системот. Земите членки на НАТО, преку НАТО системот, доставуваа медицинска опрема, маски, вентилатори, сите оние опрема. Но не и вакцини. Да, не и вакцини. Тоа беше во почетокот на пандемијата и веројатно на тоа се повикува кога нивниот твитот на премиерот на Словенија кој кажа кој го повикал да помогне. Океј. Јас на тоа се повикувам. Аха, на твит, добро. Па на премиерот твит, не мој. Добро. И практично тоа се системи кои функционираат и дали Мицковски го повикал, дали Заев го повикал, дали некој друг, има систем кој функционира. Така да, апсолутно за ова една година пандемија, криза, од ВМРО-ДПМН и од лидерот на ВМРО-ДПМН и раководството, овој народ, оваа држава, ова општество не виде ниту една позитивна работа. Нити иницијатива, нити поддршка, го блокираа законот во собрание за 90 милиони евра поддршка од Светска банка, во времето кога беа во техничката влада, пари кои беа за болниците. Уште една влада. За ковид болниците. И за ковид, да. Така да, со ниту еден човек. Времето кога немаше собрание. Па внимавајте кога кажувате
Во кој период се наоѓате? Како може да блокирало техничка влада ВМРО-ДПМН, кога собранието се затвори во февруари пред да почне кризата? Дополнителниот заменик министер за финансии имаше, дополнителната министерка. Тоа не се случи во собрание. Значи, дополнителната ваша министерка за финансии неќеше да го почне. Да, дозволи сега да сум заврши. Да заврши. 10 минути вашава експликација, извинете, уште две реченици, уште две реченици. Значи, да заклучам. За овие 12 месеци, практично на 26 и 27 февруар ќе биде првиот случај кога се појави во Македонија од ковид, од ВМРО-ДПМН немаше никакво фајде. Нити државата, нити општеството, нити граѓаните, кажани јавно, сите ги знаеме што направија, односно што не направија, само блокираа, само обструираа и тоа е начинот како тие така функционира. Добро. Со една реченица само би сакал да одговорам на поддршката која има ВМРО-ДПМН. Еве, таа теза беше пласирана, мислам дека има повеќе од еден месец. Не е демантирана од СДСМ. Колку средби на официјално ниво има премиерот Заев со лидери на држави од Западна Европа во последниве 2 години, година и пол од кога излезе на аферата Рекет. Колку средби? Пошто има многу голем број пријатели СДСМ и премиерот Зоран Заев, со колку премиери или претседатели на држави, тоа е билатерална официјална посета, се има сретнато. Со нула. Сигурен? Со колку се има сретнато Христијан Мицкоски во претседател на опозицијата? Со четворица оваа година. Ма немој. Оваа година. Со кого? Нека се сретне Заев со четворица наредиве 6 месеци. Со кого се сретнал? Со наши пријатели премиери на држави од Европската унија. Со премиери на држави од Европската унија. Со вашиот шеф во Будимпешта. Со вашиот шеф. Со премиери на држави. Јанес Јанша е премиер на Република Словенија. Средбата беше со господинот Јанес Јанша. Ангела Меркел е канцелар на Германија. Колку пати се сретнал Мицковски со Ангела Меркел, кажи ми? Се сретнале неколку пати. Кога? А Заев се сретнал последен пат пред кризата Рекет. После аферата Рекет нема средби. Зоран Заев се сретнал. Сега вие мене ме прекинувате, јас ви дозволив монолог од 10. Со Борис Џонсон. Се сретнал пред аферата Рекет. Проверете после аферата. Добро, ке кажавте тезата, будете активни. 10 минути имате експликација, мислам дека во ред да одговорам на тезите кои што ги кажувате. Европски лидери. Така да, за средбите на Заев во надворешна политика во време на корона. За ангажманот на опозицијата во време на корона сведочеа авионите кои што пристигнуваа и од Унгарија и од Словенија како наши сестрински партии кои што ние ги контактиравме, а тие дојдоа и во посета, ќе посетам Петар Сијарто како министер за надворешни работи, беше во посета и на Македонија и на ВМРО-ДПМН за да се заблагодариме ние на поддршката која што ни ја дават. Од опозиција ние можеме толку, ама вие од власт наместо да ангажира министерот Филипче по 3 маркетинг агенции да му тераат пиар, може да си ја сработи домашната работа. Вие не треба да се мерите со ВМРО-ДПМН колку вакцини сте донели. Вие сте нула, ние сме нула, затоа што ние сме опозиција. Ама нула е Република Македонија која што вие во моментов за жал ја водите и не сте донели ниту една вакцина на ваш грб, на ваш терен. Ајде да го вклучиме. Да. Не, видите, ние можеме вака цела вечер можеме така да се. Но е важно. Факт е дека од почетокот на оваа пандемија до ден денес од Мицковски и ВМРО-ДПМН оваа држава и овие граѓани немаат никаков фајде. Неколку авиони, јас да кажам. Да. Добро. Го споменавме Нано Руџен, тука сте? Да, повелете. Го споменавме Заев, јас го споменав Заев околу НАТО поддршката и одбивањето всушност на руските и кинеските вакцини и одиме сега со она што ви е вас експертиза. НАТО одбива воени представници во седиштето, македонски воени представници, заради немање на безбедносни сертификати. Ме интересира, имате ли објаснување зошто се праќаат македонски представници со темни биографии? Зошто Македонија не е свесна за некои нивни слабости кои НАТО ги одбива отворено? Па вака сега, бидејќи тоа е НАТО, значи една од најсилната невладина светска организација, каде што ние членуваме и тоа е голем дострел на владата на Заев. Уште од мое време, а и претходно, практично од 1954 година, Комитетот за безбедност на Алијансата го има донесено декретот со кој што се обврзува да се чуваат тајните на Алијансата. Тие тајни се класификувани
на повеќе нивоа, од топ секрет до обични тајни, па се до оние кои што се со ограничена дифузија и така натаму. Сето тоа значи дека за секоја нова членка степенот на пристап кон овие тајни е речиси отворен, освен кон оние кои што се навистина најтајни, екстра тајни што се. И во таа насока, во моје време, јас кога бев, ние имавме најмногу пристап до доверливи и еден вид, можеби, тајни кои што како држави членки на КФОР и на нашите учества во ИСАФ трупите во Афганистан. Значи, ние циркулиравме со тие тајни, ги препраќавме по посебен систем. Но имавте сертификати безбедностни? Да, имавме сертификати. Значи, таа форма на работење на Алијансата, особено по настаните од 2001, многу се заостри, иако била многу поостра на во времето на студената војна. И за секој оној член кој што има право на пристап или како дел од една делегација или како дел на секретаријатот на Алијансата, значи можете да сте и службеник во Алијансата, мора да има така наречена хабилитација. Хабилитација, односно еден вид проверка на сите можни слабости за некој кој што ќе располага со такви тајни кои што може, оние топ секрет можат да произведат големи меѓународни потреси. Овие национални секрет или овие тајни што се, тие можат од помал домет, додека овие најмаливе што се, мислам, доверливи и така натаму, тие можат само да наштетат на една држава. Добро, прашањето беше зошто Македонија праќа луѓе со такви биографии. Свесна дека ќе бидат одбиени? Или не е свесна, можеби? Процесот на проверка е многу строг. Тоа значи дека веќе кога сте во членство на Алијансата, тука има проверки од поширок аспект, значи семејство, кој е во вашето семејство, какви луѓе има, дали има манипулации, дали се подлежни на корупција, дали се подлежни, не знам, на уцени, секој вид, значи Ружин, велите дека бараат совршени луѓе и со совршени семејства? Па, сега, тоа е така, невозможно е тоа. Ако од семејството така го скенирате. Меѓутоа, јас ви кажам тоа што е хабилитација во Алијансата. Секако дека некои се на подолго од наблюдување, некои се, например, имале средби со некои странци. Особено е големо вниманието кон новите држави членки, бидејќи од 1997 година, пред да дојде до првиот круг на проширување, исто така беше донесена еден вид посебен, би рекол, филтер за анализа, за контроли, за проверки. И покрај тоа, во неколку држави се случија афери, издавање, течење на информации и така натаму. Со други зборови, оваа проверка се врши двострано, значи на билатерална основа. Од наша страна ние испраќаме веројатно информации до таму, тука се споредуваат и се анализираат, се наблюдуваат, се следат луѓето како се однесуваат. И се елиминираат на крај. И некои се елиминираат. Да, бројката е импозантна, би рекла. Прилично луѓе се селектирани и елиминирани. Но тука би сакал да истакнам исто друго, дека некогаш некој субјективно мислење, некоја мала манипулација, некоја љубомора, и тоа може да влијае за некој човек, бидејќи доволно е сомнеш да има, за да не дојде до издавање на тој безбедносен сертификат. Како и да е, мислам дека влегуваме, ние сме сега се уште во оние породилни моменти кога како членка на Алијансата ги правиме првите чекори и затоа се соочуваме со тоа. Веројатно се бара една смена на генерација, млади луѓе кои што немаат никаква дамка во минатото и затоа во идните генерации мислам дека постои можност
и од наша страна да се испратат луѓе кои што ќе бидат на ниво на такви службеници, дипломати и така натаму, кои што ќе мораат да ги чуват тајните, да бидат на посебни обуки, да бидат наблюдувања. Знаете, во НАТО кога одите, да знаете дека ве наблюдуваат од сите аспекти. Добро, ајде, да. Тоа е тоа. Да. Ајде да видиме еден пример, немаме многу време, но интересен овој пример. Зоран Секуловски, полковник, одбиен заради сопругата, странски државјанин, србинка, Нано Ружин тврди дека треба да се има совршена биографија, што е невозможно. Вели младите луѓе можеби нема да имаат темни биографии, но и младите луѓе работат за други земји. Тешки се ли овие критериуми? Премногу за Македонија или има друг проблем? Тоа се критериуми кои ги имале сите земји членки нови кои се приклучувале. Да. И пред се оние, да речеме, ако од социјалистичките држави, да речеме, од кои почнале да се вклучуваат во такви, во принцип, сите историски гледано и сите анализи покажуваат дека и Хрватска, и Словенија, и Полска, и Чешка, и сите оние кои како што се приклучуваа на НАТО, кога поминуваа низ тој филтер, едно е да си партнер на НАТО, каде што важат други стандарди, друго е кога влагаш како член на НАТО, каде што има дефинитивно построги критериуми и правила на игра. Во принцип, во просек помеѓу 10 и 15% од апликациите што биле пратени во тие земји, биле одбиени од тие. Тоа не значи дека тие луѓе се криминалци или нешто друго. Меѓутоа, затоа што кај нас, сопругата е странски државјанин. Меѓутоа, во ниту една земја од овие не се направи таква драма од опозицијата, злоупотребувајќи Добро, опозицијата мора да прави драми. Овде збориме... И тие се пожални всушност. Види, зборам... Контролен механизам е опозицијата. Зборам сега затоа што господин што го спомнавте. Зоран Секуловски. Зарем не се знаело дека има српски државјанин сопруга? Зошто би била пратена? Значи, господин што го спомнав, не е криминалец. Не. Ама така... Тој не направил никаква грешка, но кој го пратил, прашувам? Значи, збориме кој направил лоша проценка? Сите земји кои се приклучувале на НАТО и кои биле дел од НАТО во просек меѓу 10 и 15%. Сите оние кои што по функција или заради службена потреба имаат и треба да имаат НАТО сертификат, не ги исполниле условите. Тоа ништо страшно, ништо драматично во тој дел. Така да ние го поминуваме под еднакво истиот процес и практично ние сме од крај на март членка на НАТО и тој процес ќе продолжи и оваа година во контекст на обезбедување на безбедносни сертификати, односно проверка на сите оние на кои треба да... ова се тешки услови кои треба, невозможни услови да се исполнат, како што гледам. Тоа се критериуми на НАТО, кои ние како држава и како членка мораме да ги исполниме. И сега не ја гледам... Не сме име да се буниме, но не ја гледам драматичноста. Стварно не ја гледам драматичноста. Нема драматичност, не само констатирам дека... Констатирани се, окей, може би утре, не знам за него, за мене или за... Ме разбирате, ќе има нешто кое што нема врска со ова, но ете, во случајот за господин Секуловски, како што тврдите, ја не го знаев тој податок. Да, има таква информација, ја видов. Ја не го знам тоа. Например? Да, има српско државјанство и тоа било причината што било, ако е така како што вие тврдите, ја не го знам. Јас не тврдам, јас некаде прочитав и како пример го дадов, еве, луѓето... Тоа не значи дека господин... Немаме многу време. Тоа не значи дека... Да, се извинувам, 15 минути трае одбрана на системот. А системот не функционира. Видете, ова е скандал од регионални размери. Јас гледав една емисија од Црна Гора, ни се смеат на темава, затоа што највисокиот воен представник, кој што министерката Шекеринска го парадира цела година, го носи на состаноци, се фали во јавност, го избравме, го знаеме кој е, што е, го фрла човекот како топовско месо во јавност, затоа што опозицијата не го извади човеков, го извади власта, министерката, кој шеташе на состаноци со НАТО и така натаму, кажувајќи дека ова е нашиот избор, ова е одличен представник, без да си ја завршат повторно домашната задача. Пак одличен пиар, многу слаба реализација
во работа и тоа и затоа и ни се смеат. Вие имате блам, тотален блам на отворена сцена, а немате одговор баш и на прашања кои што вие ги поставувате. Ниту јас мислам дека и господинот мојот соговорник вечерва не сме луѓето кои што треба да одговорат кој погреши во процедурата, зарем не знаеа дека сопругата или јас овој податок не го знаев. Не, јас дека да го прочитам, десетина причини се зошто некој би можел да биде одбиен да му биде сертификатот, меѓу кои кривични дела против државата, злоупотреба на дрога, алкохол, тоа се познати работи, ентитети недозволени, но видете тоа е јавен документ до кој што јас денеска лесно стигнав. Сигурно Министерството за одбрана го има тоа последниве 20 години. Ние се спремаме од вчера за да пристапиме кон НАТО, но тоа е едно насочен екзибиционизам кој што го спомнав на почетокот. Не, дали е можно да не се проблем е одговорноста и проблем е методот. Да не било наведено од страна на НАТО. Тоа е моето прашање. 2004 мисля че дека се последните измени што јас денеска ги прочитав. Едно е кога не сте внатре, односно како што бевме допред. Не е така. Така е. Видете, не е така. Така е. Правилата ги знаете уште пред да бидете внатре. Не збориме за критериуми. Знаете кои се критериуми. Збориме за критериуми. Не се тие нови критериуми. Збориме за критериуми. Тие го рекламираат човеков, го фрлија, му фрлија кариерата по вода. Како збориш така бе го рекламираат? Па јас не тоа му е функција, тоа му е работа, човекот е вработен во армија. Па кој овој вашиов ли? Што место војна има партиска униформа, бе, секој ден направи. Овој нашиот има име и презиме, од друга страна човекот е врвен професионалец, уклучен во САД, кој што нема вакви проблеми. Ама нема сега, ама види, еве јас се спуштам на твое ниво. Јас не го фрлив како топовско месо. Јас не му спомнав име и презиме на генералот. Човече, како разговараш? Министерката го спомна, не го фрлив никој од топовско месо. Да рече, човеков е неподобен за НАТО. Тоа е многу жално затоа што поминате има сертификат човекот. Сигурен си? Видете, но можеме да се подбиваме колку сакаме, ама нас не ни се случи како ВМРО да помане блам на. Не сте биле членка на НАТО, па да регионално. Да. Жал ми е што нема одговорност на многу од себе. Вие не можете да ја внесете, тоа е проблем. Затоа што не го променивме името, затоа што не бевме подготвени да бидеме северно македонци. Кога сме веќе денеска не нарекуваат. Ти си македонец и никој не те нарекува поинаку. Јас знам што сум. Така не нарекуваат од странство, дозволувај кој што беше дозволено од Зоран Заев и од владата во која што бевте вие член. Кога сме веќе кај тие критериуми, навистина е чудно да се има семејство странски државјанин, но една интересен критериум инволвирање во терористички акти, например луѓето што го нападнаа собранието на 27 април, не би можеле да добијат безбедносни сертификати. Не е убаво да лажете пред отворена. Беше пред собрание Мицковски. Не го нападнал собранието. Немојте со такви изјави, не ви беше пред собрание со луѓето. Човек сте, срамота е да лажете. Ама не беше пред собрание, има слики сега, не се. Не е убаво да лажам. Па не лажам. Јас сум бил пред собранието. Слики има од Мицковски. Пред собранието, друга е било што друго. И он спаѓа во таа категорија. Ве молам, значи не ви личи да ширите лажни вести и особено вакви директни напади дека Мицковски е терорист, вака како што ве разбирам вие како што го кажувате. Тоа не е убаво. Јас не реков дека е терорист, реков дека беше пред собранието кога се случи во што нема никакво кривично или прекршачно дело кој што било кој од нас луѓе кои што протестираа за да не го промените вие името, идентитетот, ништо лошо не сме направиле. Ти си македонец и така ќе останеш цел живот, не си. Одиме Едмонд Адеми, Стефан Андоновски и Нано Ружин беа гости во анализа. Ви благодарам што бевте прилично остри, жестоки во дебатата, што е добра. Благодарам на покана. Благодарам на покана. Пријатно.